Последната епизода на документарниот серијал Редакција ги истражуваше сајбер нападите и сајбер безбедноста на клучните македонски државни институции. Откривме институционална негрижа, хаос и речиси непостоечки стандарди кога станува збор за критичната дигитална инфраструктура. Вие следите разговор во Редакција, јас сум Сашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија, а вечерва со нас е еден од членовите на Националниот совет за сајбер безбедност и воедно министер за одбрана Радмила Шекеринска. Предпоставувам ја гледавте последната епизода на Редакција. Секоја сериозна држава би била загрижена ако некој макар и на шега го урне сајтот на Државната изборна комисија на денот на избори, заедно со него урне и други информацијски гласила, како ТајМК, како повеќе медиуми, и потоа уште се случат и серија на напади на владини државни страници во рокот само една недела. Дали за ова воопшто се разговараше во владата во тоа време, ако се вратиме наназад една година? И му беше ли на некој воопшто важно? Со оглед на тоа дека резултатите од истрагата не сугерираат дека некој навистина се грижи за ова. Мислам дека како граѓани апсолутно сите сме загрижени кога прво е на удар дел од критичната инфраструктура, а изборите се дел од критичната инфраструктура. И особено сме загрижени кога тој напад ќе има резултат, односно ќе биде ефикасен, бидејќи ние навистина дента на изборите имавме голема недоверба, големи шпекулации предизвикани од нападот. И ова е нешто на што се навикнуваат многу држави, вклучително и оние кои што се многу поразвиени и поискусни во овој дел. Неодамна видовме дека не мора само да се нападнати владини институции. Една фабрика, односно една линија на масовно производство во Америка предизвика целосно блокирање на индустријата. Така. На важна индустрија, може би не е критична инфраструктура, ама влијае на критичните инфраструктури. И ова е нешто што се учи помалку и низ правење грешки. И ова е нешто зашто Македонија ќе треба да создава многу повеќе и знаење, и искуство, и институции, чија може би единствена задача ќе биде борбата. Имавме техничка влада тогаш, сметавме дека не треба да се мешаме и се уште мислам дека не треба владата да се меша во истраги. Меѓутоа факт е дека ова е нова територија, предпоставувам и за обвинителството, утре и се надевам и за судството, и ќе биде многу важно овие први лекции да не ги преспиеме како држава и како институција. Значи не се разговараше баш на владени сетници за овој проблем. Мислам, сепак беше проблем. Тоа е техничка мешање или не во техничка влада, дали на владина седница на која што доаѓа, да речеме, Нака Чулев, кој тогаш беше министер. Макар се спомна ова, или се уште можеби нема свест дека ова се толку важни и приоритетни прашања? Мислам дека сите ние како учесници во политичката дебата сме свесни колку е важно прашањето. Она што е важно е секој да си го знае, да кажам, местото. Секоја реакција официјална од страна на владата можеше да се доживее или како мешање во изборите, односно во работата на независна институција како што е ДИК, или во мешање во истраги кои треба да ги прават независни органи. Малку, заради лошите искуства во минатото, малку сите газеме по јајца, ако кажам по неформално, да не се доживее дека владата, односно извршната власт, влегува во области кои не се неизини. Но апсолутно честопати го цитираме тој пример како да кажам символ на тоа колку лесно може да се предизвика политичка криза, политички проблем. Среќа во несреќа беше што релативно брзо системот се врати во нормала, ова ни ја покажа слабоста во системот, но во принцип можевме да се потпреме дека резултатите се тие. Замислите тоа да не се случеше, ќе останеше постојана сенка што всушност се случило на изборите. И целта на ваквите напади обично се такви, да создадат недоверба во системот. Така, но во основа брзо се врати ТајМК кој што е сепак приватна компанија. Тие за 15 минути беа повторно онлайн. А државниот вебсайт на изборната комисија беше офлайн неколку дена.
И тоа не избор од она што ние го разговаравме со експертите, не се потребни значајни ресурси за да бидете вие во ваква кондиција да ги пресретнете, туку станува збор за елементарен недостаток и никакво планирање на тоа што може да се случи онлайн на денот на избори. Дали веб страниците и дигиталната инфраструктура генерално е вклучена во законот за критична инфраструктура на избори? Законот за критична инфраструктура уште го немаме. Тој треба да го изработиме и дефинитивно ова ќе бидат елементите на критичната инфраструктура. Но мислам дека ако ви е клучното прашање зошто бизнисот побрзо реагира од државата, јас нема да ја кријам вистината која што е вистина во Северна Македонија, на Балканот, во Европа, па и во Америка. За жал, најголемиот проблем во глобализацијата, дигитализацијата, технолошкиот развој е што институциите во секоја држава каскаат зад индустријата. Зошто? Пред неколку дена се одржа една од големите конференции, прв пат со физичко присуство после корона, за безбедност, Глобсек во Братислава. И една од темите која што практично се спомнуваше на секоја дебата беше токму ова. Како да обезбедиме институциите да фатат чекор со индустријскиот развој. И објективно ова е проблем на НАТО, ова е проблем на земјите членки на НАТО, бидејќи индустријата е брза, бидејќи технолошкиот раст е брз, ниту регулативите, ниту луѓето кои што работат во администрацијата практично не можат да го држат чекорот. Во Македонија конкретно зошто не можеме? Јас велам, ако беше само во институциите? Северна Македонија, тогаш ќе кажев проблемот е субјективен. Ние мораме да најдеме рецепт. Прво треба да си признаеме дека проблемот е глобален. Секаде каде што имате особено демократски системи, каде што овде е државата, овде е приватниот сектор, државата прво не може да се носи со конкуренцијата на пазарот на труд. Ние денеска не можеме и ние, меѓутоа верувајте и НАТО на пример, не може да го држи чекорот со приходите кои што се обезбедуваат во приватниот сектор. И тука мислам дека треба да и погледнеме на вистината во очи. И за ова дискутираме многу во влада. Таму каде што не можете да добиете кадар заради ниските плати во администрација во споредба со приватниот сектор, извинете, ама таму треба да ја смениме политиката на плати и треба да кажеме дека државата мора да се носи со пазарот на трудот, па ако треба тие луѓе ќе ги плаќа 3-4 пати повеќе од некои други профили. Знаете како, ние малку имаме остатоци на еден стар систем. Високо образование треба да се плаќа исто како високо образование. Видовме дека тоа не функционира. Како е уредено во македонската легислатива? Каде е во систематизацијата IT секторот? Секое министерство има различни одлуки. Например, во Министерство за одбрана, бидејќи системот е голем, па и во армијата, имате посебни цели сектори кои што се занимаваат исклучиво со тоа. Меѓутоа, како и колку ги плаќаме и која е гаранцијата дека тие се квалитетни кадри и колку се? Да, раководителот на тој сектор има иста плата како раководител на сектор со некој кој што е правник или завршил одбрана или завршил економија, при што не велам дека се повеќе вредни. Ама на пазарот на трудот веќе по таа цена не можете да ги добиете IT стручњаците. И мислам дека во дискусиите кои што ги имаме во влада, едно е јасно, без разлика дали тоа ќе се реши со новиот закон за безбедност на информатичките системи и мрежи со кои се усогласува нашето законодавство со така наречената НИС ЕУ директива, или во посебен закон, јас мислам ќе се потрудиме во овој закон да биде, ќе предвидиме формирање на една централна дигитална агенција во која што ќе ги сместуваме кадрите од овој тип, кои што ќе бидат понатаму користени во различни институции. Значи, мора да го направиме системот да биде таков да бидат подобро платени тие експерти, ама мора да биде системот и не бирократски, како што сме навикнати во многу други области да го избирократизираме. Значи, ако велиме сакаме да го користиме во различни институции, тоа навистина да биде така. Да не се затворат во 4 зида и да кажат, а сега сме си ние овде агенција саме за себе и не интересира што се случува во некој од министерствата. Не, нивната задача ќе биде да се грижат. Но формирањето на оваа агенција, ако ја прочитаме националната стратегија за сајбер безбедност, која што се правела на брзина пред да влеземе во НАТО, но се прецизирале конкретни цели и приоритети. Од тие приоритети единственото што е направено е формирањето на Националниот совет за безбедност.
но ние воопшто немаме информација, конкретна информација што работи овој совет, зашто разговара и вие сте во тој совет. Да. Само ќе се вратам назад на вашето основно прашање. Значи, дигиталната агенција, меѓу другото, доцни во формирањето, затоа што оваа регулатива е усогласување со европското законодавство. И во принцип тука се трудиме да имаме зелено светло и малку пошироки консултации. Ако не се лажам, 1 година законот беше практично достапен, предлог законот на ЕНЕР, и тоа беше период и на епидемија, беше период во кој немавме собрание за да биде изгласан и период на техничка влада. Но целта не е само да се донесе законот. Верувајте, тоа ќе биде најлесниот дел од задачата. Нам ќе ни треба систем во кој што ингеренциите на дигиталната агенција, велам, нема да се избирократизираат. Таа не е цел сама по себе. Целта на оваа агенција е практично да ја стави владата и нејзините институции на еден малку побрза трака. Да оди побрзо со дигитализацијата, да има побрз процес на издавање на документи, побрз процес на издавање на услуги кон граѓаните, но додека се ова го прави, да обезбеди и сајбер безбедност. Затоа што во моментот кога ние повеќе ќе се дигитализираме, ќе станеме и многу поизложени на сајбер напади. Затоа најголема цел на сајбер нападите се државите кои имаат висока дигитализација. Ние во таа смисла и не сме типична мета на напади, бидејќи мал дел од работата се одвива само дигитално. Голем дел се уште со хартија се одвива. Не би можеле, не сум убедена дека знаеме каква мета сме, со оглед на тоа што граѓаните, институциите, компаниите не ни знаат каде треба да пријават. Не постои ниту едно дело кое е решено од страна на органите истражни кои што се занимаваат со сајбер безбедност, и тоа збориме за напади на институции. И сепак вие многу добро знаете дека Македонија беше и се уште жртва на информацијски војни. Така што е во комплицирана политичка положба, особено геополитичка. Не сум сигурна колку можеме да тврдиме дека не сме мета зашто не сме дигитализирани. Неопходно е да се дигитализираме. Тоа е, знаете како, тоа е од книга, ова е од учебник теза. Што повеќе ти се дигитализира општеството, толку повеќе е ефектот на било каков сајбер напад. Затоа што ако не ја користите дигиталната технологија доминантно, не сте толку осетливи и да ве нападнат, штетата е помала. Меѓутоа, тоа не значи дека ние треба да се откажеме од дигитализација. Туку, велам, дигитализацијата треба да ни оди паралелно со обезбедување на сигурност. Тоа не е само сигурност на критичната инфраструктура. Тоа е сигурност на личните податоци на граѓаните. Тоа е сигурност на нашите национални податоци, кои што може да бидат и безбедносно сензитивни. Јас мислам дека еден дел од проблемот е толку глобален, што мислам дека не треба да не фрустрира дека сме на почетокот. Многу држави, верувајте, се на почетокот во дел од овие работи. Проблемот е дека кај нас се уште нема свест. Многу држави, мислам, знаете, сепак не може да се каже дека од прилика Македонија и Данска имаат ист проблем. Па знаете како, не би било логично Македонија и Данска да имаат ист проблем. Кога ќе ги споредите GDP-то, кога ќе споредите состојби во економијата, ова е област каде што само технолошки најнапредните, и ќе спомнете Естонија, зашто другите не се спомнуваат? Затоа што Естонија на вистина ја отиде на неколку квантни скокови пред сите други, не само пред нас. Но она што е интересно... значи дека е можно дури кога доаѓате од позиција која не е толку компетитивна со она што го знаеме како прогресивни западни сили, така? Но Естонија е држава која што во еден момент имала на вистина национален консензус и рекла ние сакаме да ги претркаме оние што биле пред нас. И затоа успеала. А ние имаме. Јас се согласувам, нашиот консензус се уште не е создаден. А зошто не постои консензус за вакви прашања, а секогаш е многу лесно да се најде еден консензус за закон за финансирање на политички партии? Без дебата, без мовет, во кафана, Заев, Мицковски, готово е. Секогаш кога станува збор за она што е приоритет за практичното функционирање на животот на граѓаните во реалноста, никогаш нема консензус, а јас се сомневам и дека не постои високо развиена свест во политичките елити дека ова е важно прашање. Мислам дека сум грешна адреса на прашањето. Еве сега ќе ви дадам Да, пример. но вие сте сведок, речиси 3 децени во политичките процеси во Македонија. Да. И знаете што да прашам. Постои ли реално развиена свест и кај оние кои не водат, и на supply и на demand страната,
за тоа колку е важна и дигитализацијата и одбраната. Сите се согласуваат и јас не мислам дека имаат дилеми. Јас стварно мислам дека ако ги прашате вие, еве, представниците на политичките партии, представниците на граѓаните во собрание, сите ќе кажат дека е потребно. Проблемот е дека од декларација, од изјава до акција, долг е патот. И понекогаш акцијата не одговара на зборовите. Еве ќе ви кажам пример. Вие зборувате 100% сте во право дека еден од проблемите е кадарот. И ни треба да гениалец да бидете тоа да го кажете. Логично е. Во Законот за служба во армијата, поднесен крај на минатата година, ставивме една можност која полека ја вградуваат сите армии кои што сакаат да бидат амбициозни, а тоа е армијата да си стипендира така наречени критични специјалности. Меѓу кои сајбербезбедност? Меѓу кои дефинитивно, сега сајбербезбедност не вие немате факултети, ама имате IT факултети кои што ви требаат како почеток на една кариера која понатаму ќе оди кон сајбер. Добро. Ние со членството во НАТО добивме на вистина шанса луѓето да се специјализираат за сајбер одбрана на најдобрите НАТО институции. Во Португалија, во Естонија, во Германија, во НАТО. Но Ама треба да имате доволен број на основно едуцирани кадри со соодветни факултети. Имаме или ние немаме? Што рековме? Рековме, ние ќе ги стипендираме, не е само денеска да ги имате, треба да ги имате и за 5 и за 10 години. Ќе ги стипендираме секоја година. И оние кои ќе бидат подобри студенти ќе им даваме и повисоки стипендии, за да ги добиеме да бидат дел од армијата. И ќе обезбедиме повисоки плати за сите оние што ќе завршат, на пример, IT. Значи, само Законот- накратко да ве сумирам. Армијата Законот- или одбраната сакаше да инвестира и да стипендира и да гради своји собствени човечки ресурси во IT секторот, така? И тоа е во И Законот пред една за година служба. сте поднеле измени. И тоа се случи. Тоа е во закон, Но? и тој закон е уште паркиран, би рекла, во собрание. Зошто? Заради тоа што ВМРО ДПМН поднесе 2000 амандмани На овој закон. на овој закон, како и со некои од другите. Значи, И сега немаме мене ми национален ќе ме- консензус за она што е важно. Знаете како, јас велам, имаме национален консензус, ама некои луѓе едно зборуваат, друго прават. Но не можам јас да одговорам кои се нивните мотиви за тоа. Особено оваа одредба од законот, како и речиси сите други, беше поздравена од буквално секој пратеник што зема збор. Сите велат, да, вакви специјалности ни требаат во армијата. Да, треба да ги платиме повеќе, треба да ги стипендираме. Имате вие млади деца кои можеби би оделе на факултет, не можат да си дозволат, семејствата не можат да платат. Армиите се најдобриот модел за да им дадете шанса на такви деца. Ки имаат обврска да работат во армијата. Ама ќе имаат и шанса за неверојатен напредок и утре да работат и како дел од НАТО. Тој закон е блокиран од каприц. Од каприц? Од каприц кој нема никаква врска ниту со одбрана, ниту со, јас предпоставувам, ниту со дигитализација, ниту со сајбер. Туку од политички причини. Но не можам јас да говорам во името на тие кои решија дека блокадите им се единствена политика. Националниот совет за сајбер безбедност, да се вратиме. Согласно стратегијата, веќе требало да исполни 3 нешта. Значи, анализа на постоечките институционални капацитети за сајбер безбедност, со цел да се направи комплетна институционална идентификација на телото, кое што треба да ги имате оперативни капацитети за сајбер безбедност, формирање на тоа тело, агенцијата која спомнавте, и изработка на студија за идентификација на критична информацијска структура. Што од ова е до сега, например, направено, бидејќи раковите на сите овие нешта биле помеѓу март и септември 2019? Факт е дека еден дел од овие задачи очигледно бараат повеќе време и имавме потреба и од Кој дел? помош. Секој дел, особено студиите во поглед на критична инфраструктура и во поглед на ресурсите кои што ни се на располагање. И преку USAID обезбедивме практично еден меморандум за разбирање. Мислам дека сето тоа оди преку Министерството за информатичко општество, кое е, да кажем, поупатено во овој процес, за да добиеме практично техничка помош од една американска компанија, која што ги работи овие работи. И критична инфраструктура, и анализа на она што се слабите точки во системот, и анализа на ресурсите. Нашиот фокус, особено во делот на НАТО, ни беше да изградиме НАТО сигурна инфраструктура. И ние тој дел од задачата, ако не го завршевме, немаше да може ни да се надеваме на членство. Во Министерството за одбрана затоа ни функционираат 3 различни мрежи. Едната е
отворената мрежа, да кажам обичната, секојдневната, една е класифицираната мрежа која што нуди едно ниво на заштита и третата е НАТО мрежата. И таа мрежа е мрежа која што ја потврдува НАТО. Значи вие ја градите, ги обезбедувате и физичките, и техничките, и софтверските мерки за безбедност и ви доаѓа НАТО тим кој ви ја тестира и не дозволува да се поврзете со НАТО мрежата доколку не ги поминете тие тестови. Нашиот главен фокус беше да обезбедиме оваа мрежа да не покаже слабост и да имаме зелено светло за целосна комуникација. Па видете, нема да не пуштеа ниту да комуницираме со НАТО, ниту да добиваме НАТО класифицирани документи, ниту да учествуваме на состаноците. Најголемиот дел од состаноците минатата година беа, знаете, преку видеоконференциска врска, но не смеја да бидат на нормална видеоконференциска врска, туку исклучиво на оваа заштитена мрежа. Бидејќи бевме на состаноците, значи сме поминале на тестот. Но верувајте, овој дел е прашање за кое што постојано имаме контакт прво, проверки, консултации со НАТО и второ со одреден дел од нашите стратешки партнери. И ние неколку пати си ги тестираме и мрежите, а богами и нападите, за да стекнеме поголемо искуство. Центарот кој го спомнавте претходно дека морал да се формира, тој е формиран, ЦИРТот во Агенцијата за електронски комуникации. Меѓутоа нема надлежности. И нема има надлежностите. Разговаравме со нив, тие немаат едноставно што да прават, само се формирани. Тоа е малку парадоксално. Според тоа што јас го слушам и на советот и во документите, тие ги добиваат сите информации за напади, ги споделуваат сите типови на напади со институциите, затоа што најчесто сличен напад може да се повтори со друга институција. Ама еден човек работи таму, министерке. Само еден човек. Агенцијата за електронски комуникации е многу престижна и прилично голема институција, не е мала. Која се бави со различни работи. Во конкретниот подсектор, да го речеме, работи сепак само еден човек. Ама тоа ќе го викнете и не можеме да зборуваме за некои значајни на електронски резултати. комуникации, па да прашате зошто. Ние во секој од нашите институции мора да покажеме дека работиме според приоритети. Секој, еве јас можам да ви дојдам како министер и да ви почнам и да го завршам интервјуто со јадење, со плачење, дека немаме доволно луѓе. Немаме доволно луѓе. Во многу области ни фалат кадри какви што администрацијата нема. Ама целта е да го извадиме максимумот, да ги најдеме луѓето, да ги насочиме таму кај што е поважно, наместо да седат во канцеларии, да се фокусираат на тоа што е најважно. И мислам дека ЦИРТот, сличен таков ЦИРТ би требало да работиме и во воениот дел дополнително, ама дури како следен чекор, мислам дека е почеток на таква една работа. Но, ако не го решиме проблемот, како да влезат такви кадри во администрацијата и уште поважно, како да ги задржиме тие кадри во администрацијата, ќе имаме многу документи, а малку резултати. Добро, и за крај, ако ја гледавте епизодата, видовте дека со помош на нашите меѓународни експерти направивме еден скен, базичен скен за тоа колку се безбедни веб страниците на министерствата и на владата, бидејќи на крајот на денот граѓаните не може да комуницираат со НАТО од вашите системи, тоа што тие го користат е вашата веб страница. За информации. Да, за информации. Еве го резултатот. Само како информација. Да, ова е резултатот од тој скен. Чисто да ве упатам. На скалата од 1 до 10, ако 1 е најбезбедно, а 10 е најнебезбедно, најнебезбедна е страницата на Министерството за одбрана со оценка од 8.5, што е доста високо, а просекот на сите е 7.5. Ова е најранливата институција со најмногу експлоит или најмногу можности за некој да упадне. Што значи тоа? Значи дека човек со минимални вештини, практично и дете, кој е минимално едуцирано, може во секое време да влезе на веб страницата и да речеме да го смени комплетно изгледот. Целта на овој тип на напади, иако може да се согласиме дека ова не ја загрозува можеби комуникацијата со НАТО, меѓутоа за имиџот на една земја е едноставно срамно. За ова не се потребни многу пари, не се потребни средства, станува збор за некои елементарни нешта кои треба да се направат. Што би направиле вие? Сега со оваа моќ што ја имате?
Па, ова е нешто кое што... Збориме за инвестиции од неколку стотици долари, еве, нека се. Не се неколку стотици, да бидеме искрени, не се толку мали, особено кога работите на платформа која што е Ако треба да се решава стара. Министерството за одбрана само по себе, не би требало да чини многу. Меѓутоа, ако треба да се направи систематизиран однос кон сите владени страници, кои од ова што го видовме во анализата, не постои заеднички пристап, не постои блупринт, не постои ништо. Едноставно, и граѓаните се изложени на ризици со самиот факт што ги користат сетовите на министерствата, бидејќи така закачуваат и вируси од некој доста добар дел од министерствата. Пред неколку години проценката на ниво на влада беше дека не треба да имаме шареноликост. И јас мислам дека тоа беше добра проценка, дека треба сите да одиме заеднички да се заменат старите веб страници. Ама тоа што го имате е токму само тоа. Секунд, само да објаснам. Затоа ќе ви кажам дека ви е точна проценката. Ова е проценката која фигурираше и во владините документи. Дека ни се стари системите, дека прво комуникацијата со граѓаните не е најлесна, а второ дека од аспект на безбедност се застарени модели. И еден дел министерствата чекавме практично тоа да го договориме на ниво на влада, па да почнеме. За жал, кога премногу се координира, малку и се губи повеќе време. И ние уште минатата година заклучивме дека мора Министерството да си ја спреми страницата. Минатата година имавме одлука за јавна набавка, таа заврши, избрана беше фирма и јас мислам дека веќе е изработена новата страница која што би требало да почне да функционира на крај на јуни месец. Со тоа што главниот акцент го ставивме дека таа за да биде пуштена во употреба мора да ги помине проверките кои што ќе ги работиме, ако не се лажам, и заедно со ЦИРТ во Агенцијата за електронски комуникации. Меѓутоа, тоа е обврска и на Министерството, тоа е обврска и на фирмата која што ја добила таа задача, но имаше еден период кога дел од министерствата беа критикувани дека премногу пари трошат на овие работи. И јас се согласувам со вас. Тоа не се ниту многу пари и тоа не се лошо потрошени пари ако се направи како што треба. Затоа, може би сте во право дека свеста колку е ова важно прашање не е и доволно развиена. И прашањето да обезбедите сигурна веб страница се третира како прашање на луксус, а не како прашање на основна потреба. Затоа велам, кога ги добивме извештаите околу тоа дека прво страниците не комуницираат лесно, и второ и најважно, дека не обезбедуваат сигурност при употребата, решивме да действуваме. И што јас направивте? очекувам... Па ете, направивме. Знаете колку е процесот, не е како во приватниот сектор ќе одлучите и ќе речете, еве со таа фирма ќе договорам. Си бара процедура, бара план за јавни набавки, бара обезбедување пари, што не мислам дека е најтешката работа, бара процедура за јавна набавка, и бара да ја дадете шанса на фирмата тоа да го изработи. И тоа го направивме. Значи, добро е што се согласуваат податоците, иако не се добри податоците, ама ова ви покажува дека институциите биле свесни, еве ќе зборувам за Министерството за одбрана, било свесно, знаело дека е приоритет, направило тоа што треба и јас очекувам дека секој ден резултатите ќе бидат видливи и се надевам и тогаш ќе може да го тестирате и да ни помогнете да потврдиме дека Кога ќе безбедноста заседава сме ја добили. Националниот совет за сајбербезбедност и дали можеби некогаш ќе го направите отворен за јавноста? Мислам дека фокусот главен не треба да биде на Националниот совет. Националниот совет се состои Но знаете, од кога е неколку некој тело први луѓе. формирано, убаво е да знаеме барем колку пати се состанало. Тука се согласувам со вас. Колку пати се Иако состанало? работната група која што работи во позадина, јас мислам дека никој од нас не очекува дека сајбербезбедноста технички ќе ја решат три министри, па и да имаат IT бекграунд, што немаме. Министер за одбрана, за внатрешни и за информатичко општество и администрација. Но работната група постојано работи. Ние само во делот на рапортирање на НАТО требаше навистина да бараме од работната група и одговори, и планови, и акција, и реализација. Факт е дека во делот на одбраната имаме и специфики кои што не ги споделуваме со останатите. Например, треба да развиваме национална мрежа на одбрана, во која што не е вклучено само Министерството за одбрана, туку и неколку други клучни безбедносни. Стратегијата на Министерството за сајбер одбрана готова е? Готова е, усвоена беше пред негдека 2 месеци, ми се чини. И во таа наша стратегија, заедно со меморандумот кој го подпишавме со НАТО, точно ги лоциравме кај се критичните точки. Кажавме дека кадарот е многу важен и затоа на Војната академија очекувам да профункционира Институтот за сајбербезбедност,
каде што ќе имаме и малку поголема шанса да ги подготвуваме нашите кадри и дома, не само во странство. Затоа оваа година реков клучен кадар заминува во Португалија, во Естонија, во Германија, за да дополнително биде обучен. И ако постои, верувајте, област каде што велиме не штедиме на обука, тоа е само сајбер. Значи не постои покана која што сме ја добиле, која што сме рекле, заради пари некој нема да замине. Но мораме тие луѓе и да ги чуваме. Ние инвестираме во нив, ако не им дадеме и подобри услови за работа, ќе инвестираме во нив приватен сектор. Да, подразбираат и компетитивни плати. Да. И секој би сакал да ги види тие луѓе кои работат тука за безбедноста на своите граѓани и се надевам дека ќе успеете. Ние и и од 2018 до оваа година, се надевам втората половина на 21 уште еднаш, каниме така наречени брзи тимови од страна на некој од нашите стратешки партнери и од страна на НАТО, кои што работат заедно со нашите тимови и ги лоцираат кај се проблемите, што може би сме подцениле, што може би подобро можеме да решиме. И тоа е клучно во развивање на нашите капацитети. Затоа што нападите се слични во природа. Ризиците кои што ги имаме како држави се сите слични. Значи, во момент кога ќе седнете со министри за одбрана, почнувате и завршувате со жалби дека не можеме да добиеме доволно од овој тип на кадар кој ни е неопходен. Да, кога објаснивме ситуацијата комплицирана во која се наоѓа Македонија, низ конкретните случаи кои ние ги обработувавме, одговорот од НАТО кој што стигна до Ирала беше дека беше така интригантен. НАТО е онолку силно колку и неговата најслаба карика. Македонија е таа? Во текот на оваа недела ни беше гостин првиот, да кажам, воен представник во Алијансата, командантот на главната команда, кој што имаше реченица, многу зборувавме со него и за сајбер, и за овој нов домен во НАТО. Неговата реченица беше дека членството наше во НАТО беше инвестиција во зголемена безбедност во регионот. Ако сме ризик за НАТО, немаше да станеме членка. Ако бевме ризик за НАТО, немаше да излезат со вакви изјави. Во НАТО постои огромна свест дека таков тип на напад може да ни ги парализира државите и безбедносните системи. И никој не тврди дека некоја од помалите, послабите, посиромашните, поновите членки е поризична отколку нив, бидејќи се свесни дека она што нас ни се случи со изборите, се случувало низ други форми и на избори во најстарите демократии. Она што се случи при напади на веб портали, на веб страници на институции, е стандардно и во државите. Со една мала разлика, извинете, морам да ве поправам. Навистина се случувале такви напади во развиените држави, но разликата е во тоа што таму постоел систем кој што веќе функционирал и кој што можел да овозможи потоа да правиме истрага и да знаеме зошто ни се случило. Во Македонија едноставно тоа е првото истражување на кое работело Ирала, на кое правело сторија за тоа како не можевме да правиме истражување, бидејќи воопшто не постоел систем кој ќе ни гарантира дека може да се вратиме назад, може да видиме што се случило и да научиме од таа грешка и да ја превенираме. Тоа е разликата. Да, но мислам дека за тој тип на разговор навистина треба поканата да биде упатена на луѓе и на институции кои што се во тоа вклучени, кои што можеби имаат информации. Не би било па ни законски јас да имам информации за тоа. Но одговорот треба навистина да дојде од таму каде што трае истрага, од таму каде што има резултати или нема, како што велите вие. Не сите функционери имаат разбирање за важните теми и ви благодарам и вие што дојдовте да разговарате со нас. Ви благодарам на поканата. За да бидеме безбедни, треба да бидеме свесни за новиот ризик. И јас дури кога тоновите се критични, како што секогаш и се во демократска држава, мислам дека градиме повеќе свест, повеќе политичка волја, не само да ги детектираме проблемите и за нив да си разговараме, туку да ги решаваме. И во таа смисла можеби треба некои аларми од време на време да звонат во повеќе места. Ви благодарам.